Во проследувањето на овие трагични историски случувања, со бројни контроверзии, противречности во оценките за неговата улога и трагиката на неговото животно обстојување, се одделува личноста на Венко Марковски. Роден во Скопје во 1915 година, како Велјан Венјамин Миланов Тошев, основно и средно образование завршува во родниот град, а славјанска филологија на Универзитетот Свети Климент Охридски во Софија. Нема сомнение дека Венко Марковски е најзначајната поетска фигура во македонската литературна историја меѓу двете светски војни, покрај Кочо Рацин, затоа што тој прв почна да пишува, па и да објавува на македонски јазик стихови напишани на родниот свој мајчин јазик. Почнува да пишува од 29-та година, барем колку што знаеме, а такви стихови веќе имаме, цели стиходборби, и до 35-та година состави цел зборник, што неодамна го пронајде Виктор Габер и интегрално го објави, каде што има голем број песни, стихотворби, поеми, драмски состави, сите посветени на Велешанката Марија, во која тој се влюбил во тоа време, како млад човек, во време кога тој беше во немилост, наскоро по затворањето 34-та година, по убиството на српскиот крал. Тој беше затворен и лежеше затвор околу 1 месец. Отиде во Велес, кај своји луѓе, и таму состави цел зборник на македонски убав јазик. Младите прогресивни сили од цела Македонија ги учеле наизуст патриотските стихови за Илинден, напишани од Венко Марковски на македонски јазик. Заради неговите антифашистички определби, за време на Втората светска војна е затворен во затворот Енитјој. Венко Марковски во целото тоа време беше знамето на македонската нација и македонскиот јазик. За него Тодор Павлов напиша и објави во Софија цела книга и го прогласи како голем светски поет. Во тоа време тој објави повеќе сонетни венци. Тој пишуваше главно на македонски, но можеше и пишуваше и на бугарски јазик. Да речеме, тој уште тука во Скопје напиша неколку сонетни венци на бугарски јазик, па за Данте Алигиери го објави во Софија веднаш по своето пристигнување, по бегството во Скопје. Значи, една личност што живееше со македонскиот јазик, македонската литература и македонската национална посебност. Благодарејќи на тоа, тој беше интерниран за време на окупацијата на овој дел. Во Софија беше затворен и испратен во логор, каде што напиша целата книга Роби ја состави таму, како и други своји стихови. Оттаму го извлекуваат Кузма Њосифовски Питу и Петре Богданов Кочко, така што веќе од август 1943 година е вклучен за член на главниот штаб на Народно-слободителната војска и партизанските одреди на Македонија. Непосредно пред одржување на првото заседание на АСНОМ општо е познато во историјата дека Венко Марковски во 1943 година се приклучува на партизанските единици од Софија, од Бугарија, заедно со своето семејство, со својата сопруга Филимена и со малиот син Миле влегуваат во партизани. Нешто што не се знаеше во јавноста и не е толку истражено и пред се презентирано е тоа што Венко Марковски при првата
при првото доаѓање во партизани ќе го побара неговиот пријател Кочо Рацин, кој што веќе е мртов. Бил член на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ, делегат на второто заседание на АВНОј, делегат на првото заседание на АСНОМ, каде е избран и за член на неговиот президиум. Иако морам да констатирам дека неговата улога и неговото име во АСНОМ и во асномските документи се споменува многу малку, како еден од подписниците на документите, и стои Венко Марковски, поет од Скопје. Она што е интересно е неговата улога во формирањето на македонската азбука и на македонскиот правопис, кое што нешто е круцијално за неговиот живот, практично за неговата иднина и она што ќе значи судбина на овој македонски поет. Неговата судбина беше определена од турбуленциите на времето, исполнето со пресвртните мигови на борбата за слобода и државност. Кога по создавањето на Демократска федерална Македонија, македонскиот народ се најде приклештен помеѓу реалноста и желбите. Венко Марковски во првото заседание на АСНОМ, како што споменав, учествува во трите комисии кои што работат за на еден начин устиличување и формирање на македонската азбука и македонскиот правопис. Меѓутоа битката не е извојувана во целост, затоа што Венко Марковски сепак припаѓа на онаа фела на луѓе кои што на еден начин поминала преку софиските институции и на еден начин кој што има голема поддршка во Бугарија, како и останатите членови од македонското револуционерно движење. Пред се тука се Димитар Влахов, Павел Шатев. Во севкупноста на таквите стремежи, Венко се определи за промакедонската струја, чии припадници, заради пројавениот автономизам и сепаратизам, беа ставени на осуденичка клупа на 21 март 1945 година, на состанокот на Политбирото на Централниот комитет на КПЈ. Тоа е моментот кога започна партиската хајка против Венко Марковски, заедно со повеќе етикетирани истомисленици од редовите на президиумот на АСНОМ и асномски дејци. Во 1945 година, Венко Марковски го објавил својот автобиографски роман во стихови «Климе», кој поминал речиси незабележано во македонската јавност. Иако на делото му припишувале слаб уметнички квалитет, сепак, земајки ги предвид околностите, станува сосема јасно дека квалитетот на делото бил ирелевантен во однос на политичката позиција на авторот. Со ваквиот однос кон неговото дело започнала отворената дисквалификација на Венко Марковски на македонската политичка и културна сцена. И следните дела на Марковски наишле на крајно лоши оценки, кои тој ги сватил како зацкриен политички напад врз неговиот творечки интегритет, бидејќи во меѓувреме бил партиски казнет, а наскоро и исклучен од редовите на КПМ. Ако сакате да ликвидирате еден уметник, еден поет, потребно е само да му го земете перото или да му ја земете четката. Тоа е сосема доволно и вие веќе сте ја направиле целта. И токму решението на властите во Скопје и во Белград ќе биде во таа насока, да му се одземе перото на Венко Марковски. И тоа ќе се случи. Имено во 1946-47 година Венко Марковски е иницијатор за формирање на Сдруженијето на уметници во Македонија. И тоа е практично негов прв председател. Во 1947 година е формирано и Друштвото на писатели на Македонија како огранок. Веќе председател на Друштвото на писатели е Блаже Коневски, а секретар е Димитар Митрев, најжестокиот критичар против Венко Марковски. И тука ќе се осуети веќе политиката на власта за негово отстранување од сите општествени функции и општествени дејанија. Имено во 1947 година ќе му биде практично ќе биде избркан од редакцијата на весникот Нов ден, кој што е еден од основоположниците, а токму оние кои што ќе го направат тоа се супругата на Лазар Колишевски, Лилјана Чаловска, особено нејзиниот брат Митко Чаловски, кој што ќе биде и иден дипломат на СФРЈ. По 1948 година, по судбинската резолуција на Информбирото, во безмилосната пресметка на режимот, со сите оние кои носеле некаков атрибут на советски или сталинови симпатизери, Венко Марковски бил ставен во врвот на државните непријатели. Во 1949 година следи првото затворање на Венко Марковски како човек кој напишал стихови за Сталин,
кој воспевал Октомвриската револуција, Советскиот сојуз, Сталин и така натаму, а во овој период на судирот на Југославија Сомфербирото, таков еден поет секако дека требало да биде санкциониран. Но не е причина неговата поезија или неговите симпатии кон Сталин и Советскиот сојуз. Причината лежи во неговата припадност во групата на автономисти и сепаратисти кои требаше да бидат политички дисквалификувани и за кои уште на 21. март 1945 година Политбирото Југословенско донесе една одлука дека тие еден по еден треба да бидат елиминирани и да бидат едноставно девалвирани и дисквалификувани во сопствената средина онаму каде што делуваат и во очите на македонскиот народ да бидат не национални дејци и патриоти, туку предавници на југословенството, на комунизмот, на револуцијата и така натаму, во што доста успешно ја извршија работата органите на ОЗНА и потоа на УДБА, нели, после 1946 година. Во неговиот случај, УДБА применила најрафиниран психолошки терор. Ги затвориле не само членовите на неговото најтесно семејство, туку и поголемиот број, повеќе од 20 негови блиски и подалечни роднини. При тоа се изживувале на тој начин, што му раскажувале за маките што членовите на неговото семејство и роднините ги трпат поради неговата тврдокорност. Се кренала голема прашина. Неговиот случај стигнал и до Обединетите нации, така што заради надворешно политичкиот притисок било слободен. Но властите издействувале, и тоа според исказите на снаата на Венко Марковски, кажува Александра Марковска, дека со вперен пиштол во главата Венко Марковски бил принуден да потпише една покајничка изјава која е објавена во Нова Македонија и таа покајничка изјава тој кажува за себе дека е крив, се огрешил од партијата и така натаму, за оние кои го затворили, го малтретирале во затвор, да имат оправдување пред јавноста зошто ете бил затворен тој голем македонски патриот и поет како што беше Венко Марковски. Во општата клима на прогони, притаен молк, страв и неснаоѓање на повеќето творци, крајно смело и самоубиствено одекнале со гледбите за целокупниот абсурд на диктатурата во годините на судирот со Информбирото и недопирливиот култ на Јосип Броз, што во 1955 година Венко Марковски ги објавува низ страниците на својот труд Современи парадокси, пишува на српско-хрватски јазик. Шиканиран, бришен, држен во изолација, тој меѓу првите се осмелил да ја симне политичката маска на Јосип Броз Тито, обвинувајќи ги врвните југословенски раководители за нивните репресивни методи на владење и за предавството на делото на социјализмот. Во ова дело Современи парадокси тој го оцрнува, односно го демистифицира тој режим на терор на Јосип Броз Тито, значи прв човек кој симнува маската на Јосип Броз Тито. Тоа страшно било еден ерес во тој период да се напише на таква книга која за Тито и за неговиот режим, мислам, ги кажува најпогрдните зборови всушност кога ќе се чита таа поема. Заедно со Венко Марковски во 55-та година заради оваа поема беше суден и композиторот Кирил Македонски и поетот, односно писател Душко Наневски, кои целиот живот ќе имаат последици од ова судење. Но Венко Марковски во 56-та година е одведен во општествено превоспитување на Голи Оток, каде останува до 61 година. Здравјето му било крајно нарушено. Го губел и видот. Токму тоа им послужило на властите како алиби да му издадат пасош и да го испратат надвор од Југославија, со предупредување да не се враќа назад. На македонските партиско-полициски структури им бил потребен предавник на македонштината, за да ја оправдаат репресијата на која бил изложен, а на другите им бил потребен приврзаник на бугарштината, за да го докажуваат бугарскиот произнес на македонскиот народ. Тој вистина беше со едно изострено антисрпско чувство. Бидејќи го гонеа во бивша Југославија, го затвара, и во Бугарија му возможија таму привремено да го примат, и тој имаше еден таков одвоен став спрема се српско. Го прифаќаат бугарите и
го венчува со слава на еден опеан бугарски поет, академик и така натаму, но цело тоа повеќе личи на една фарса отколку на една реалност и вистина, бидејќи тој нон-стоп бил следен од полицијата, му дале шофер од безбедноста кој бил специјално да го следи секој некој чекор, фактички тој бил однесен во една вила во која бил во еден кафес, да се каже, но ете пред македонската јавност на бугарската политика и послужил Венко Марковски во докажување дека македонците се бугари, а пак македонците од друга страна си нашле оправдание, односно македонските овде власти, политичко и полициски власти си нашле оправдување, ете зошто ние го малтретиравме тој човек би заради неговиот бугарски произнос, што воопшто не е точно, бидејќи и пред смртта и до смртта и неговите најблиски на Венко, посебно неговата сестра, кажуваше дека тој и пред својата смрт и кажал јас сум македонец, се чувствувал македонец и никогаш не сум се чувствувал за бугарин. И имав средба со Венко Марковски, окружен со големи македонски дејци и бугарски дејци, во кои се разбира се изгушкавме и по долг разговор тој ме убедуваше дека тој е македонски поет, дека тој си останува македонски поет и дека ќе се врати во Македонија. Абе, како бе, Венко, ќе се вратиш? Викам, тука си врзан за казанот. Еве, почна да објавуваш веќе и книги тука. Не, рече, јас само на македонски. И вистина тогаш, поемата што овде не сакаа да му објават за земјотресот, таму му ја објавија на македонски јазик во едно бугарско списание. Ама, му објавија и една голема книга, зборник, епопејата, во која има, му викам, па таму пишуваш болгари. Не, речи, тоа е уште во Скопје така напишано. Бе, како во Скопје ги имам сите твои стихови. Така што човекот во тоа време се уште беше со намера дека привремено само престојува во Бугарија и дека ќе се врати назад. Умира во Софија на 7 јануари 1988 година. Не бил погребан во алејата на бугарските великани, туку по собствена желба е погребан како обичен граѓанин. Така завршува животот на еден македонски поет и револуционер. Човек кој се вдахновувал со светската револуција од Великиот октомври, кој пишувал на повеќе словенски јазици, кој влезе во македонската историја со првите стихови напишани на својот македонски јазик, но кој неславно беше испратен на пат без враќање во соседна Бугарија, да пропадне во вртлогот на политиката на балканизацијата, јавно да се декларира и да биде она во кое интимно не верувал, да биде исфабрикуван според потребите на македонските и бугарските сили за внатрешна безбедност. За среќа или несреќа, историјата е чуден судија. Суди со задоцнување, но секој го добива своето место. Така, и асномските дејци во едно време преполно со идеологизации, наметнување на класното над националното, југословенството над македонштината, го понесоа крстот на поделена судбина. Едните останаа на браникот искован во слоганот Тито Лазо, и како догматски верници и спроведувачи на Титовата југословенска политика, до крајот на животот беа привилегирани функционери. Другите, кои јуришаа наспроти ветерот, кои не се помируваа со положбата на Македонија во Федерацијата, кои наспроти колективниот ум има индивидуални ставови по однос на македонското национално прашање и уредувањето на државата, беа изложени на репресија, затворани и деградирани, за на крајот во долгиот историски процес, во суверена Република Македонија, историјата да пресуди во нивно име.